Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание прво за оваа работна недела на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, каде што денеска ќе разговараме на тема која е поврзана со она што како немил настан се случи во изминатите денови, а отвори прашање кај граѓаните, кое што постојано тлее, постојано се разговара, од време на време зажарува кога се случуваат вакви немили настани, каде што и детски живот ќе биде изгубен, но потоа остануваат дебатите покрај тагата која што ја носи семејството на изгубениот живот. И во овој свет во кој што живееме, моралните дилеми на многумина наспроти, да речеме, случувањата, отвораат дебата која што побарува од страна на граѓаните, повеќето граѓани да се преземат по соодветни мерки врз кучињата кои што се без надзор и дополнително за кучињата скитници. Ќе одиме директно со телефонските броеви на 0260 91 924, 0260 91 925. Со темите од политиката ќе разговараме после во изданието на Мој термин. Вакви граѓански теми мора да се отвораат од време на време, затоа што не смееме и да заборавиме дека има одредени работи кои што треба да ги дискутираме, а не треба да останат така недоречени. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ало. Да, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас, погласно држијата, повелете. Благодарам, Пред повелете. се треба да браниме државата, сите на протест да ја браниме државата. Пријатно ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден, Огнен, да ве поздравам сите во екипата и да ви посакам пријатно попладне. Благодарам. Немав намера да се јавам, но ова тема ме поттикна да се јавам, бидејќи дадовте апел редовните гледачи малку да одморат, но ова што се случи со кучињата бездомници, значи и со кучињата кои се вдомени, но ги пуштаат одврзани во такви некои селски подрачја, е стварно незапамтливо. 4-годишно дете да изгуби живот, значи тоа е странно и нечовечки. Пред се од газдите што ги чуваат тие кучиња треба веднаш да бидат осудени и строго казнити. Иако јас сум голем љубител на домашни миленици, на домашни животни, често ја посетувам и зоолошката градина, ги сакам и останатите животни, сепак треба по селата, овчарските кучиња, оние шарпланинци, други, да се чуваат строго врзани и под контрола на собствениците. Бидејќи тие во текот на зимскиот период и кога се прегладнети со други кучиња, кога ќе се спојат глутница, не се знае кој може да настрада, бидејќи не само по селата, тоа е случај и во Скопје, во главниот град има постојани кучиња кои се одредуваат територија и, например, на тоа место кога ќе поминеш, тие наеднаш ти се втурнуваат и се стрчуваат. Тие се глутница од 4 до 5 кучиња, дури по велосипеди трчаат и по коли се втурнуваат. Што значи дека кучињата мора ред да се воведе, не само со кучињата, туку и со мачките кои се бездомници и кои ги има се повеќе низ градот, кои шират зарази по континери, го растураат ѓубрето, го распрлаат, го разнесуваат, што значи дека шинтерските служби треба да си ја вршат работата или пак оние друштва за заштита на животни да ги прибираат или да ги вдомуваат, да ги подаруваат на луѓе што сакаат да ги чуваат. Добро ви благодарам и апел до граѓаните, до собствениците да поведат малку ред за кучињата. Благодарам и пријатно. Пријатно до вас и благодарам за јавувањето. Последна вест која што е поврзана со овој немил настан е дека Агенцијата за храна и ветеринарство поведе прекршачна постапка против собственикот на овчарските кучиња, се извинувам, од кичевското село Бачишта врз основа на извршениот увид на лице место од страна на официјалниот ветеринар и овластеното ветеринарно друштво, а по добиената
информација дека кучињата нападнале 4-годишно дете од ова село. Веднаш се преземени сите мерки пропишани со ветеринарната легислатива. Извршен е клинички преглед на кучињата и истите се ставени во изолација и под официјален надзор за следење на евентуална појава на симптоми на болеста беснило. Кучињата кои го придружувале стадото овци не биле ниту вакцинирани против оваа болест, ниту идентификувани со микрочип, што е задолжителна обврска за собствениците на кучиња, соопштија од агенцијата. Во следните 15 дена, додека се под официјален надзор, ќе се следат кучињата и нивната здравствена состојба со цел да се исклучи постоењето на симптомите на болеста беснило. По истекот на рокот за изолација и официјалниот надзор, официјалниот ветеринар од Агенцијата за храна и ветеринарство, зависно од утврдената состојба, ќе ги преземе понатамошните мерки утврдени со законите од областа на ветеринарното законодавство. Имено пред неколку дена, 4-годишно момченце беше искасано од овчарски кучиња, кое по известно време на болница почина поради тежината на повредите. Добар ден. Добар ден, гледач од Охрид. Поздрав до вас, до Охрид, повелете. Така, благодарам. Овака сега прво сочувство до фамилијата за изгубениот живот на младото момче. Нема цена со која зборови со која може да се утеши фамилијата, меѓутоа на некој начин ја сум каснал неколку пати од кучиња, така да ги имам почувствувано тој бол и тоа непријатно чувство. Меѓутоа, моje мислење е сите оние кои сакаат да чуваат миленици, значи обавезно да има вградено во нив чип и да бидат задолжени, ако се овчарски кучиња, да бидат слободно пуштени во придружба на овчарот. Но кога ќе се приберат покрај трвото, покрај местото каде што стоката престојува, тие да бидат обавезно врзани. Ако тоа не се практикува, тогаш со микрочипот тачно ќе се знае кое куче е, чива собствено е, затоа што микрочипот е во ствари еден вид лична карта на животното. Истото тоа да важи и за скитниците кучиња, каде се собственик ќе биде градоначалникот на општината или ако се работи за поголема местна заедница и така, некој мора да биде регистриран, за надзор на такви животни. Затоа што тие животни прво се потенцијална опасност за многу зарази кои може да пренесат кај луѓето. Може да дојде до несакана последица, како што е случај со ова мало момче кое што веќе го загуби животот. Цена нема, зборови колку сакаме да кажуваме, не го враќаме момчето. Меѓутоа овие се основни елементи, кучињата ако се љубимци кои што се чуваат по дома, без повод, без корпа, да не бидат, и без чип. Ниедно куче, независно од кој го чува, или е на улица, обавезно да има чип вградено на самото куче и со тоа во секое време може да се знае кој куче или животно ја направило таа беља. Затоа сакам да речам, најсериозно да се службите, ветеринарните станици, општините и сите оние кои што на која територија се наоѓаат тие животни, треба да се ги преследуваат сите тие мерки. Благодарам што ми се слушате. Ви благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатен ден во Охрид. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Прво сочувство до семејството на детенцето. А второ, мислам дека не е само ова, минатата година имаше повеќе жртви, мислам и Струшко имаше. Така да, јас сакам кучиња, меѓутоа, јас сум шинтерската служба да проработи. А се најде куче надвор пуштено слободно на улица, или шинтерите, или некој да има дозвола да пука, да ги убива. А овие што јас велам дека не сум против кучиња, сакам животни. Меѓутоа, а видов надвор, слободно куче, пуштено, одма тоа да се на некој начин да му се најде место, а не овие што многу ги сакаат и ако чукниш со нога некој куче се леле го уби по улица, тие многу ги сакаат, ги сакаат некој друг да ги чува, а не тие дома да ги чуваат. Второ, низ Скопје, барем секој ден излегувам, немам видено ни едно куче со корпа. До сега стварно немам сретнато. Да сретнев еден, барем ќе рече стварно немам видено, а закон има.
Шинтерските служби подхитно во сите општини да се постои шинтерска служба и да преку ден да шета. Се знаат кај се тие околу контейнери, околу некои такви места по ѓубре кај што има повеќе, фала Богу Скопје е богато со ѓубре. Може секаде. Така да штета е на ваков начин да страдат луѓе. Ова не мора да го искаса, не мора да доволно е да се уплаши, да има упла, па ноќе не може да спие, не само дете, може и возрастен човек исто да му се случи. Значи има трауми во животот. И се зашто кога можеме да спречиме, да лечиме. Так. Тоа ми беше и подхитно шинтерските служби да работат, секоја општина да се иземе обврска. И куќе надвор, слободно куќе, гледам, на ушите му ставиле нешто, што тоа е веројатно вакцинирано од бесмило, него тоа не е вакцинирано од некого да не касне. Тие шом се најде во глутница, може да каснат. А зашто? Не мора да му пренесе бесмило, може да му скине врат, може да му скине жила, било што, може да го искаса. Така. Добро. Благодарам и пријатно. Јас ви благодарам за јавувањето и посакувам пријатен ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам да кажам за една случка што се деси во сабота попладне. Добро. Ние сме една група планинарки, пензионерки. Добро. И во Горна Соње, враќајќи се од Водно, нас не нападна едно куче домашно, од дворот излезе. Мислам дека беше волчек, од страф јас не можев ни да видам која раса. Так. Домакинот као викна еднаш два пати по кучето и си се повлече назад. Ние среќа имавме штеки, па со штеките почнавме да мафтаме, меѓутоа таков страв доживеавме. Не е прв пат да планинариме и да се враќаме низ селото, меѓутоа еве домашно куче од дворот излезе, а ограда немаше, имаше сигурно 1 метар од една жица до друга и кучето слободно се излезе, лаеше, ние мававме со камења и едва и некако успеавме да избегаме. Пензионерки, човекот не викна и си замина. Еве кажувам во Горна Соње, не знаеме кај да се обратиме за да се преземат мерки, зато сега ако не нападна нас, може да нападна утре и еве со деца одат на планинарење и можда постари луѓе, ние среќа можеме уште да трчаме, а други што не можат да трчат, сигурно ќе беа искасани. Благодарам за споделувањето. Ви посакувам пријатен ден и да, ваквите апели се разбира треба да бидат разгледувани како од оние кои што се одговорни за ваквата проблематика, така и од оние кои што планираат да се движат во одредени места, па при тоа да имаат можност да внимаваат на себе си. Добар ден. Добар ден. Илија од Битола. Да, ве слушам, повелете ми. Преголемо сочувство за трагедијата. Тоа нема зборови со Балико. Вклучнав во шок, во стрес, да речем. Потполно се сложено со претходниот пред гледачката. Така. И кој ќе имат микрочип, секој куче што ќе се начека надвор, слободно, да има служба и тој што го пуштил, санкции да има, значи во законникот да се внеси, дополнување. Така. Значи не строго. Ова не е прва ваква трагедија. Точно што рече претходниот преслушател пред гледачката. Само едно уплов да добие, некој може да... Јас работам во осигурување, значи тоа е трагедија невидена, ова шок. И апел, било која влада да е, тоа подхитно да се внеси, да има измени и да се речи еднаш. Не ова и во дворовите. Има во дворот кој ќе е некој лај, не може во секој време да лај. На било кој возило за помени, било што да лај. Сам чува, треба да си мислат дека треба куче, ако не дома да си ги имат, јас сум живеал во Запад. Значи там измет, било што, за не сме да направи некаде, специјалното треба се да е регулирано, како? Оде од измет некој со парковите кој ќе одиме, од измет не може да се. Так. Било кое животно, дали маче, дали... Значи највеќе има кучиња отфрлени, турму интересно дори помали, после го отфрлат. И мачките сајде не толку проблематично, кучињата се промејават. Ова трагедија е невидена трагедија. Од дома да излезе до комшите, да оди шок. Јас сум под психоза сум денес оти. Загубата на родителите. Толку. Ви благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатен ден. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало? Да, добар ден.
Добар ден, млади господине. Ве слушам, повелете. Не ни чини ситуација, ева. Кучиња јадат деца, тепат новинари, криминал. Имаме еден предлог. Запишете го, мислам дека граѓаните од Македонија ќе се сложат. Тачно дека време за нови избори. Меѓутоа, мој предлог е во наредните избори да бидат заеднички председателски. Благодарам за јавувањето, ви посакувам пријатен ден. Следен на линија, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огне. Да? Се јавувам од Битола. Поздрав до Битола, повелете. За овие кучината што се. Јас да ви кажам на искрено, има доста кучини, ги имам пријавено во полицијата и ги пушта секогаш во 9 сат од децата од училиште кои ќе излезат на голем одмор и кои ќе земат храна. И не можат да се одбранат. Вервај ме, и го пријавив и комшијата, едно дете го касна и му рекол, ако сакаш да си чуваш куче, да си го врдиш. И то преку ограда скока, налечно се седи во дворот, кај наш Ридичот лет, 300 проблеми, дури со безобразни, му рекол, чувај си го и никој не може да ти ододај. Безобразни зборови ми употреби, го пријавив полиција и еве сега да ви кажам и што е друго работата. Го пријавив полиција и полицијата рече за да не го тужам. И знаеш што направија? Што? Обезбедување имаше брачет него и му дадоја петарди по оние рафални петарди по 12. 24 сврлија над куќата наша за да не заплашат за друг пат да не го правиме ова. Сега да ви кажам, јас не знам дали има поголеми мостилни кучина кои сигни го раскина и го разделија на парчина на делови, тие се Сашо Мјалков и овој Груевски и ред други работи кои не можам ја 4 години и 8 месеци да го откријам. И ќе го откријам. Ќе го откријам, имам документи, ке Катица Јазнева, се ќе му направја, дел по дел го разделија. Поголеми монструми од нив нема, поголеми убици од нив нема. Кучината, баре се кучина не разбират. Ова нешто колку 5 пати си имам јавено на телевизија. Знам, се сеќавам на вас. Сега 6 пат ми е ова што го кажувам. И од гроб го извадоја и коски му донесоја и бубрези му извадоја и по вода го пуштија и глава му отсекоја и све. Тоа е срамота. Кај има поголеми монструми животни од луѓето? Тие се безобразни и да не постојат. Ако успеам јас да ги камзам за затвор, до животен затвор да живеат. Да виде и да ми платат за монструму све синни. И по ниđe планина човек се јави по ниđe планина дека успеа да го скрија човеком, а не е скријан. Јас нема да оставам на сите му имам пишано и сите се известено, кај Катица Јазнева имам документи, само нема прекршок уште донесено. Така. Ви благодарам за јавувањето. Знам, се имаме слушнато, се имате јавено неколку пати и во оваа емисија и сте го раскажале случајот. Јас искрено ви препорачувам да се обидете, да се смирите некако и да ја почекате разврската на сето оно што сте го поднеле како случај по однос на загубата на вашиот син, за која што искрено ви изразувам сочувство. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Огне, прв пат се јавам од Кочани. Поздрав до Кочани, мило ми е, повелете. Стално ве гледам, многу добра во емисијата. Ви благодарам, повелете. Така. За овој првиот што се јави, одма кратко ќе бидам. Одма го исклучуве, тај монструм навредува. Политика не знае. Така. Не знае да каже граѓаните кои вика гарганите. Варноваc тежок тоа го ведо. Изнервираме така и биете поздравени и чао. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Слабо нешто конекцијата ми беше по однос на последниот јавувач. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Прво сочувство до родителите и целото семејство на детето, навистина е грозоморно. Сега јас имам сосема друго мислење од сите гледачи до сега што се јавија, бидејќи јас чувам дома 2 кучиња. Едниот е шарпланинец, а другиот е самот. Значи, кучињата, како кучиња, се прекрасни, мили, не би каснал никого, јас ги имам дома. Во стан во Скопје живеам и ги чувам.
Меѓутоа, проблем е што луѓето ги земат кучињата додека се мали и потоа како обврска им е и ги пуштаат надвор. Овде шинтериве што ги собираат, они ќе ги кастрираат, ќе им стават белешка да се кастрирани и повторно ги враќаат во населбите. Овде јас живеам во Капиштец. Во Капиштец има еден куп куќи, меѓутоа ниедно не е населно. Ниедно, бидејќи со самото шкопување кучињата веќе немаат интерес да се борат меѓу себе. Тие сакат можеби само да си играат. А проблем е и кај луѓето, затоа што кога ќе видат куче го шутираат, го малат со камења и нормално реакцијата негова е да се одбрани. Јас не знам што се случило со детето, али мислам дека ги мало со камења. Колку јас што слушнав, во секој случај не е во ред газата да ги остави, да не ги врзе, да не... Мислам, проблемот е во самиот газда, како ги чува и ги дресира. Меѓутоа, за во град кучиња кои имат собственици, еден од вашите гледачи рече да не лае. Па не знае да зборува, мора да лае. Не е тоа нешто страшно на кај ако мој во одбор ќе лае за да не влезе некој внатре. Затоа и го чува тој газда. Сакам да дадам исто предлог. На запад нема, во кој град да отидете, нема ни едно куче скитник. Значи, градот треба да си направи некој стационар, каде што тие кучиња ќе бидат собирани и ќе бидат по стационарот, а не повторно да ги пуштат по населби. Зборувам за бездомните кучиња. И после тоа нека ги подаруваат. Секогаш има таму некој што ги купува, што купува куче, што сака куче, ќе отиде ќе си го купи од стационар или ќе му го подарат, не е битно како. А не сега кучињата нема да ги утеплуваме ние и тие се живи суштества. Ти благодарам многу, тоа е се што имав да кажам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Во однос на чувањето на домашните миленичиња постои закон за заштита и благосостојбата на животните, чии што измени и дополнувања последно се направени на 21 март 2016 година, а законот е стапен на сила на 21 октомври 2014, каде што доколку побарате колку пати се истакнува зборот кучиња во законот, за прв пат ќе го сретнете зборот во членот 4, а во ставот 9 и 70 пати е споменат. Јас ќе ги проверам во меѓувреме членовите и ставовите, па она што е важно во однос на денешната емисија и ќе го споделам. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Емисијата. Поздрав и до вас, повелете. Значи, вака, прво во нашава држава постојат закони кои се усогласени со европската номенклатура. Меѓутоа, најверојатно луѓето кои што се ставени на позициите во институциите се катастрофално лоши, не знаат да менаџираат и не знаат да организираат спроведување на тие закони. Значи, не може, ако тоа стадо на овци што го чувало кучето да биде надвор од ветеринарски преглед и обележување според законите што постојат. Па дали се работи за село, дали се работи за град. Се знае. За овие учења што се во градот. Си има шинтерска служба, си ги спроведуваат дел од тие обврски што ги напишани во одлуките на град Скопје и во законите, дел не ги спроведуваат. Меѓутоа, сепак има некаква контрола. Во селата или во местата каде што има добиток, тие животни, тие газди мора да ги пријават. Или на крај крајва тие ветеринарни служби кои ги прегледуваат тие стада на говеда, на овци, на било што, имат обврска и да ги преземат во рамките на преглед и заштита. Така. Значи не постои друг начин. Јас сум љубител на животни, имам донесено од странство куча. Преку Агенцијата за храна и ветеринарство отидов по најлегален, транспарентен начин да го донесам тоа куче во Македонија. Да биде вакцинирано, да биде ставено чип. Ми вика дури самите ветеринари на граница, дај, помини зашто пак е 4000 денари. Јас сакам да ги спроведам законите, да ги почитувам законите, што не сакам илегално да донесам живот. Така. Тоа е веќе до совеста на тие луѓе. Ако тој човек што го чувал тоа куче нема совест, обврска е на таа агенција или на таа ветеринарна служба, знае дека има стадо или не знам што има, да го приведе и тоа животно и да го заштити. Инаку,
Знаеме многу добро дека сите животни, односно кучиња за кои станува збор, се различни по карактер. Едните се птичари, другите се трагачи, третите се чувари. Ова станува збор за животни кои се чувари. И тие нормално е да, ако не ги има совест собственикот, тој кривично треба да одговара за тоа. Така. А за она другото, дали е он вакцинирано, дали е обележано, дали има ставено чип, тука државата за тај. Не може да го оставиш на страна, тој закон важи за сите животни. Така. Имате убав ден. Ви благодарам за јавувањето и вам истото ви го посакувам. Пријатен ден. Во делот кој што се однесува на кучиња кои нападнале човек или животно, а е под членот 32 во Законот за заштита и благосостојба на животните, во ставот 1 се вели: во случај кога куче нападнало човек или животно, се врши проценка на околностите под кои се случил нападот и се спроведува тест на социјализација за утврдување на агресивност на кучето. Став 2. Доколку со проценката од став 1 од овој член се утврди дека нападот не бил испровоциран или дека кучето е агресивно, истото веднаш се одзема и се праќа на дресура, односно ресоцијализација, кај овластени субјекти од страна на агенцијата. По извршената дресура на кучето повторно му се врши тест за социјализација и доколку кучето се процени дека не е агресивно, се кастрира и ојаловува и му се враќа на собственикот. Доколку кучето не може да се ресоцијализира, истото се еутаназира. Доколку се работи за бездомно куче и постои интерес за негово вдомување, истото се праќа на дресура, односно ресоцијализација кај овластени субјекти од страна на агенцијата. По извршената дресура на кучето повторно му се врши тест за социјализација и доколку кучето се процени дека не е агресивно, се кастрира и ојаловува и му се враќа на лицето кое го вдомува. Доколку не може да се ресоцијализира, се еутаназира. Доколку не постои интерес за вдомување на кучето, истото се еутаназира по истекот на 30 дена од денот на неговото заловување. Став 3. За да бидат овластени субјектите од ставот 2 на овој член поднесуваат барање до агенцијата за вршење дресура или ресоцијализација на кучиња и треба да ги исполнат условите утврдени со прописот од став 8 на овој член со однос на стручноста на персоналот, просториите и опремата која треба да ја поседуваат. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прв пат се јавувам во емисијата, меѓутоа од Битола се јавувам. Поздрав до Битола. Ме заинтригира темата. Така, повелете. Што сме, да речем, во комшилукот директно засегнати од една таква проблематика. И овој што го прочитавте со сма фино за Европа, меѓутоа ние со тие таквите принципи во Европа сме далеку како од Македонија до месечината. Така. Мислам дека кучињата не се многу криви, колку што се тие што веќе се грижат, односно мислат дека се грижат за кучињата, а нивната грижа нема никаква опирна точка со здрав разум. Конкретно во градот, меѓу две згради, има еден простор узурпиран и заграден од комшија од некоја соседна зграда, во која што се чуваат 3 кучиња. Толку се тие бучни, толку се постојано нападни, да речем, од време на време покушаваат и излегуваат надвор покрај тоа што се заградени. Читајќи во службен вестник видов дека има некои во моментот и сега лаат. Има и казнена одредба, меѓутоа само прекршна казна од 100 до 400 евра. Немаат ни корпи, ниту се врзани, ниту некој се грижи. Можат да евентуално да избегат кога може да искористат прилика. Во близина има и овој основно училиште и то за деца до 4-то оделение. Повторувам, до 4-то оделение, зашто се мали деца. Во близина има и продавница, во која што, да речем, се купуваат намирници и сето тоа. Да не станвам, да не спомнувам дека која први некој друг собственик на куќе со врзано со, речем, заштитено тие таква галама пред таков немир ствараат, човек тоа не е издржливо, значи ноќе дење. Тоа само се јавам да обрна внимание за тоа што темата ви е баш погледана како за проблемот што го имаме ние. Значи никој не се грижи, ќе се пријави, надлежните велат дека ќе превземеме мерки, меѓутоа слаба фајда од целата работа. Добро. Благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатен ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до тебе. Поздрав до вас. Значи вака, прво кажувам дека сум љубител на кучиња и од секогаш дома чувам куче. Така.
Значи, сите гледачи до сега што се јавија, делумно имаат право. Делумно. Меѓутоа, Огнен, треба да разбереме дека човекот е најголем звер на планетата. Значи, најголем звер на планетата. Има луѓе купуваат кучиња, ги тресираат за борби, ги тераат да се борат и на нив заработуваат пари. Кога веќе тоа куче нема да може да му носи пари, он го пушта на улица. Дали можеш еве вака да сватиш како се однесува тоа куче после на улица? Тоа се плаши од свеживо и диво и свеживо и диво напаѓа. Да. Не кучиња, не деца. Значи, оно може да нападнете некој лист што полетал, паднал од дрво, он го гледа дека иде на кај него и он едноставно, значи, он нема перцепција кој му мисли добро, кој му мисли лошо. Тие кучиња се тепани, малтретирани, изгладнувани и на крај ги терале да се борат. Така крволочни стануваат едни со други. Потоа, точно имаме закон, имаме одредби, имаме све. За го имаш законот пред тебе и сакам на една гледачка да укажам дека изметот, точно има закон за измет, каде што треба изметот да се собере. Во одредбите и во законот не стои каде треба да се фрли тој измет. Строго казниво е изметот од сите животни, од кучињата да се фрли во најлон, во контењер. Значи за тоа се плаќа казна. Да. А немаме доволно корпи за кучешки отпадоци, за кучешки измет, така? Да. Така. Сега, жал ми е за фамилијата на детето, за мајката и за таткото. Меѓутоа, јас како што можев да прочитам од сите медиуми, значи прво било нападнато од улични кучиња, од неколку улични кучиња, меѓутоа кога влегло во дворот каде што имало овци и чувари, веќе мислам дека поголемата делја ја направиле чуварите. Предпоставувам дека се шарпланинци, така? Зашто ги чува човекот шарпланинците? Да му го чуваат стадото, така? И они се дресирани да му го чуваат стадото, што од луѓе, што од деца, што од баби, така? Сега дали било дете? Греота е. Али ако било и возрасен човек, така? Така. Ако јас земам куче и го издресирам, никој да не ми пушта во двор, значи веќе се прави неуместно од мене како родител да кажам, али значи кој да влезе ќе го направи милено месо, така? Така. На крају крајва тој сточарот за тоа и ги земал тие шарпланинци да му го чуваат стадото. Так. Добро. Има многу пропусти. Во секој случај можеме да збориме до утре греота за родителите. Поздрав, се најубаво. Поздрав и до вас. Благодарам за јавувањето, ви посакувам пријатен ден. Кратко само на крај, значи Клара на фан страницата ќе рече: сочувство до семејството на починатото дете, на таа болка им нема крај. Јас како љубител на животните, а живеам во не толку голема локална самоуправа, пред неколку месеци бев кај градоначалникот со барање да се преземе нешто и знам дека имаше и средства од влада за таа намена, односно да се обезбеди соодветен простор за нивно чување, за што има и локација, да се заловат и да се стационираат таму каде ќе им биде овозможена соодветна грижа. Се пријавив дури и како волонтерка, бидејќи, верувајте, можам да му се приближам и на најопасното куче со соодветен третман, со поглед и зборови. Освен ова, предложив кастрација за да не дојде неконтролирано размножување на кучињата и мачките, се разбира. Она што ми беше дадено како одговор од градоначалникот беше дека има многу приоритетни прашања во општината. Ова звучело многу европски, па немало сега за сега да се реализира во една мала средина. После ова ми преостана само постојано да носам леп во моето возило и секаде каде патувам и наидувам на напуштени кучиња, да им давам по некое парче, барем денот да го преживеат. ПС, во Македонија се грижат за бездомните луѓе, а во Македонија не се грижат за бездомните луѓе, а не пак за бездомните животни. Благодарам за остапениот простор и кратко Самка Ибраимовски вели: ова што е денешната тема е навремена и за предупредување. Нека знаат тие што поседуваат кучиња дека треба редовна вакцинација, но има една вистина дека кучињата се гладни, нема кој да ги нахрани затоа што народот е сиромашен и поканти бара храна. Нема за кучињата, ова е вистина во мојот град, ги има на секој чекор и е опасно во многу случаи каде се нападнати деца и постари граѓани на Тетово. Ви благодарам за вниманието во денешното издание на Очи во очи. Јас и вие се гледаме повторно под серијата Андрија и Анđелка, а во продолжение следува дневникот во 17 часот. Пријатно.